Оно што го најавивме на самиот старт од денешната емисија, разговор кој што верувам ќе го привлече вашето внимание, ќе ви биде интересен и верувам ќе ви одговори на многу дилеми и прашања кои што си ги поставувате, а се поврзани со крвната слика и сите оние пропратни слични тематики поврзани на оваа тема. А сега со короната нормално сите некако се осврнавме околу правење на анализи, крвни анализи, некако често во секојдневието можеме да чуеме провери си дали имаш антитела, да си бидеш сигурен, нели во оние муабети, па и за младите мајки, новите мајки кои што нели се почесто си прават крвни испитувања на своите деца. Младава мајка се закашлало детево, одма му направила крвна слика. Сите тие дилеми сакам да ги овде зборуваме и со нашата денешна гостинка да ги одгатнеме, поточно да ве информираме професионално. И од клиниката Жан Митрев ние испратија Александра Цремпанова, биохемичар, која што се разбира професионалец и ќе ни одговори на овие прашања. Добро утро. Добро утро. Како си, Александра? Добро. Утренски. Верувам утрото почнува рано, секое утро. Така? Добро. Ајде да почнеме да се осврнеме. Јас начнав неколку теми и сакам ред по ред, нели. Првенствено општо за крвните слики, а вториот дел од разговорот и малку крвните слики поврзани со ковид, нели, и сите оние пакети кои што се прават, и дедимери, и така натаму, се оно што преку крвта можеме да го добиеме како информација за нашето здравје. Прво, колку често треба да се прават крвни слики? Па вака сега, крвната анализа представува еден основен помошен параметар во заштита на нашето здравје, третманот и откривањето и третманот на сите болести. Секоја здрава индивидуа која што се грижи за своето здравје, пожелно е до 40-та година барем еднаш до 2 пати годишно да направи крвна слика. Значи малку некако систематски како систематски преглед. Заедно со систематските прегледи пожелно е да направи крвна слика. Зошто? Затоа што постојат многу диагнози и пореметувања во организмот кои што немаат симптоми. Така да крвната слика е таа што ќе ви помогне да откриете диагнозата навремено, или ако имате некои пореметувања во кои што треба да се прават корективни мерки, навреме да ги превземете. Кај здрави индивидуи кои што во фамилија пак имаат некаква си фамилиарна предиспонираност, обично за кардиоваскуларни заболувања, за диабет, тоа треба и да се прави почесто, а над 40-та година да се прави минимум 2 пати во годината, па и повеќе. Се разбира, ако пациентот има некакви тегоби заболувања, тоа треба да се прави веднаш по индикација на лекар. Добро, овде зборуваме за општа крвна слика, она што викаме, сега малку народски ќе се обраќам, она што матичниот, нели вика, општо, штиклирано се тоа што за контрола. Да, под општа крвна слика подразбираме, значи рековме дека голем број на болести не пројавуваат симптоми. Например, пациентот се чувствува уморно и тој умор го препишуваме пример на стрес. Да, или на времето. Ако направиме хематолошко испитување, значи она класична крвна слика со хемоглобин, еритроцити и серумско железо, може да видиме дека се работи за анемија, не за стрес. Значи многу пати ние самите симптоми или ги потиснуваме или не ги препознаваме. Што друго спаѓа во она класична крвна слика за систематски прегледи, освен крвната слика, каде што ќе го видиме хемоглобинот и крвните елементи, задолжително се проверува гликоза. Значи со овој стресен начин на живот, со нередовната исхрана, многу често знае гликозата да биде пореметена без да ги препознаете симптомите, и затоа е пожелно барем еднаш до 2 пати во годината во таа крвна слика да се провери гликоза. Исто така, задолжително при систематските прегледи се препорачува да се прегледа липидниот статус, затоа што холестеролот е еден, така да го наречеме, тивок убиец на крвните садови. Посебно во ново време, да. Посебно со ваквиот начин на исхрана, стресен живот, нередовен начин на исхрана. Вие немате никакви симптоми дека имате и да препознаете дека имате висок холестерол и триглицериди. Единствен начин за да ги проверите е да отидете да направите крвна слика. Ако на вашиот систематски преглед и крвната слика се тие покачени,
лекарот ќе направи корективни мерки, дали начин на промена на исхрана, движења или па ако е потребно ќе додаде некоја терапија за намалување на истите. На таков начин вие пред време ќе спречите појава на артериосклероза, односно промена на крвните садови. Денес во современата биохимиска диагностика постои огромен број на анализи, голем број на хормони, витамини, значи огромна палета на анализи кои што се работат на софистицирани апарати кои што по индикација на лекар многу ќе ви помогнат во диагностика и на болестите кои што претходно не сте ги знаели или пак во диагностика и лекување на болестите кои што веќе ги имате и нивен третман. Да. Значи крвната слика дефинитивно ни открива се што не се случува во организмот. Можеме преку неа да препознаеме. Да, во најголем број случаи, во најголем број случаи помага и на болестите кои што ги немате, кои што веќе ги немате диагностицирано, значи помага. Затоа велиме дека лабораториската анализа се прави поради две причини. Значи прво диагностички, за да откриеме, како што рековме, некоја диагноза ако ја имаме, и прво превентивно, пред време да видиме каква е нашата состојба и да превземеме мерки за да не дојде до заболувањето на овие, да речем, редовни систематски прегледи, и второ диагностички. Пациентот има тегоби, лекарот го упатува да ги испита тие одредените анализи, болеста полесно ќе се диагностицира, ќе даде терапија и полесно ќе биде текот на низиното лекување. Така. Во ова поново време, и затоа оној случај со мајките, нели, детето се закашла, па одма прави крвна слика. Дали вие тоа го посочувате дека треба да биде така или не треба да биде така? Односно, нели, во поново време мајките често одат, ги носат дечињата, посебно помалите, за да видат дали се работи за вирусче и така натаму околу терапијата. Кое е вашето мислење и став околу таа тема? Па вака, според Светската организација за најмалите, за дечињата, лабораториската анализа или крвна слика, да речеме, е најчестата анализа која што се прави во педиатријата. Кај здраво новороденче, кое што правилно расте и се развива, обично се препорачува на 6 месеци да се направи првата крвна слика. Тогаш педијатарот препорачува и ќе го види растот и развојот на детето, дали е анемично, ако треба да направи промена во исхраната и така натаму. Се разбира, ако детето, новороденчето или детето има некаква инфекција, тогаш лекарот после прегледот прво што дава е лабораториска анализа, односно крвна слика и ЦРП, затоа што тоа е една алатка која што на педијатарот најлесно ќе му разграничи дали се работи за бактериска или вирусна инфекција. Скоро сите веќе знаеме дека при бактериската инфекција бројот на леукоцитите драстично се зголемува, со тоа што неутрофилите, односно лозата од неутрофилите се зголемува драстично. И тоа е знак дека ки детето има бактериска инфекција, а за разлика од таа пак вирусната, бројот на леукоцитите паѓа, а бројот на лимфоцитите се зголемува и ЦРП-то останува нормално или благо покачено. Токму крвната слика му разграничува на лекарот дали треба да даде антибиотик или не. Меѓутоа препорака е родителите сами да не одат директно на лабораториски испитувања. Лекарот е тој кој што ќе го прати детето, прво ќе го прегледа со оглед на неговата состојба и анамнеза, ќе го прегледа и лекарот е тој што педијатарот е тој што ќе ги протолкува резултатите. Родителите не смеат сами да ги толкуваат затоа што за различна возраст на детето постојат различни референтни вредности. И тука настануваат забуни, така да матичниот педијатар е тој кој што правилно ќе го води детето и он ќе одлучи дали треба или не треба да се даде антибиотик за да се совлада моменталната инфекција. Денес во современите лаборатории постојат методи кои што бараат многу мало количество на крв. Знаеме дека за децата се вади крв од прст, им е потребно мало количество на крв, така да прилагодени се скоро си повеќето лаборатории, современи лаборатории на детето, тоа сето да не му биде трауматски,
да не го боли Генерално и генерално безболно, така, да, тоа е само едно пецнување на Да. прстето кое што него ни приметуваат. Да, така Со да има тоа е- толку занимација во лабораторијата да Да. тоа не го приметуваат тоа. Да, но да, во секој случај значи убаво е, пожално е да се прави крвната слика и кај Пожелно е, најмалите. да, и на редовните систематски прегледи педијатрите препорачуваат на 6, потоа на 12 месеци. Самите педијатри препорачуваат детето после основниот систематски преглед го праќаат на испитување на лабораториски анализи. Така, од овие крвни анализи, може ли, од обична крвна анализа, може ли да се утврди заболување од ковид? Вака сега. Сме отишле нели на стинати и така натаму да направиме крвна слика. Има ли некој параметар кој што вика па може би е заболен пациентот од ковид? Има во него вирус од Од ковид? досегашните искуства, долгогодишни, веќе 2-3 години, при ковид инфекцијата доаѓа до огромни пореметувања во крвните анализи. Значи, пред се во меѓутоа прво кога лекарот ќе се посомнева дека постојат промени на крвната слика кои што би го асоцирале на ковид, прв и основна метода за да се докаже дека имаме ковид инфекција е праќање на ПСР тест. Така, тоа е дефинитивно Меѓутоа, така. после диагностицирањето и потврдувањето дека имаме ковид, лабораториските анализи и биохемиските анализи се основен параметар кој што го водат пациентот и со кој што можеме да видиме до кој степен и како прогресира болеста на ковид. Затоа што прво имаме промени во крвната слика. Значи, стандардната крвна слика, леукоцитите секогаш драстично паѓаат и се пореметува онаа леукоцитна лоза. Значи имаме зголемување на лимфоцитите. Од самиот број на леукоцити лекарот може да се посомнева дека се работи за ковид. Значи сепак може да даде Сепак може, индикација. да. Меѓутоа му дава сомнеш на лекарот и тој го праќа на ПСР, затоа што леукоцитите можат да се намалат и при грип. И при други вирусни... Но за сомнеш може, а нели за понатаму апсолутно. се разбира ПСР Да. тест кој што треба да потврди дали е тој пациент. Токму промените на лабораториските анализи треба константно да се следат во тек на лекувањето за ковид, да видиме до кој степен прогресира болеста или веќе поминува. Освен крвната слика, леукоцитите и диференцијалната крвна слика, задолжително се прави и ЦРП, значи... Што ни кажува ЦРП? Тоа е посебно кај дечињата обавезно, нели, што се несува до крвната слика, се запишува дека треба да се провери и ЦРП. ЦРП-то е фактор на инфламација, значи тој ни покажува дека во организмот постои некое воспалување. Обично, најчесто се зголемува при бактериски инфекции. Имаме нагол со покачување на температурата, нагол скок на ЦРП-то. Меѓутоа, знае при вирусни инфекции во првите денови да биде покачено, благо покачено. Токму ЦРП-то ни е водич понатаму за ковидот. Ако имаме покачување на ЦРП-то, тоа е знак за прогресија на болеста и можно е понатаму со компарација со проверка на леукоцитите да имаме лош прогностички знак. Затоа токму резултатите од крвната слика и ЦРП-то, лекарот, матичниот лекар кој што го води пациентот со корона, со ковид, треба да му бидат водиш дали треба, што понатаму треба да се направи при третман на самата болест. Сега, нели, заболен човек од корона, колку тој треба често да прави крвна слика, со оглед на тоа дека, рековме, му се случува хаос со крвта, односно и подосна, нели, ќе се насочиме и на дедимерите и на сите оние други пропратни испитувања и анализи кои што треба да се прават. Треба ли често да се прави ако е ковид заболен од COVID-19, да прави често крвна слика? На колку период се менува, да речеме, крвната слика и може да стане драстично лоша или добра? Значи не постои правило, точно Сите некако сме правило, уплашени, да, нели? Сега ми е супер крвнава слика, да, ковид пациент сум, нели? Супер ми е крвнава слика. До кога можам да бидам сигурен дека ќе ми биде добра крвна слика, да не ми пораснат, не дај Боже, дедимерите и така натаму? Дали треба често да се прави во тој случај? Значи, колку често, точно колку често, не постои правило колку често треба, пример на 2 пати, 3 пати или 5 пати. Тоа се зависи од самиот пациент. Меѓутоа, задолжително е кога имате веќе ковид позитивен пациент, се прави на почетокот на самата болест. Добро. Значи се прави еднаш, се огледува состојбата. Понатаму, матичниот лекар е тој кој што треба да ве упати
упати зависно од состојбата, дали ќе ги правите на секој втор ден, трет ден и така натаму. Меѓутоа, препорачливо е барем 2 до 3 пати во текот на самото прележување да се направи контрола. Ако сето тоа зависи од состојбата на пациентот. Ако самиот пациент има упорна температура, значи ако температурата не му паѓа после 48 часа, ако осеќа се поголем замор, ако почнува да кашла, матичниот лекар е тој што ќе го упати да прави се почесто и почесто анализи. Затоа што во лекувањето на ковидот постојат огромен број анализи кои што ќе ви ја покажат прогресијата на самата болест. Понатаму во потешките форми на корона доаѓаат во обзир и се следат и други параметри, например трансаминазите. Со тоа ќе видиме дека веќе болеста, ако се покачени, дека болеста прогресира. Феритинот, значи имаме висок степен на инфламација во организмот, дедимерите, значи постои огромна хиперкоагулабилност. И сите тие параметри кои понатаму пак во последната фаза кога веќе настанува лоша прогноза, односно онаа цитокинска бура, се препорачуваат да се направат интерлеукини кои што се вистински параметар да видиме дали ќе организмот веќе настанува цитокинска бура и пациентот веќе е за хоспитализација. Сите тие параметри треба да се прават толку често колку што е лоша матичниот или колку што му е лоша клиничката слика на самиот пациент. Меѓутоа, задолжително покрај терапијата што ја дава лекарот, задолжително препорачува барем 2 до 3 пати кај нормално да речеме прележување. Јас ова го споменав затоа што е нормална клиничка слика. Матичните денеска, нели, протестираат, штрајкуваат, во хаос се постојано со, нели, сите оние типови на комуникација со многу пациенти, како што велат тие, па не секогаш може да се стапи во контакт со матичниот, а затоа и прашав, нели, кога е алармантно за да се направи уште една можеби крвна слика за самите пациенти да си имаат увид во она што им се случува. Ајде сега да се осврнеме на овие други моменти што се однесува до, нели, ковид и крвна слика. Дедимери спомнавме. Што покажуваат тие, кога се прават и дали треба да се прават на своја рака. Да се испиташ дали имаш згручување на крвта, односно згуснување. Дедимерите се анализи кои што на своја рака не треба да се прават ако лекарот не ти го препорачал тоа. Во случај на ковид се препорачува, значи основните лабораториски анализи кои што се прават кај пациенти со нормална кои што имаат ковид и лежат со нормална клиничка слика и лежат во домашни услови, се препорачува да се прави крвна слика, ЦРП, трансаминази и дедимери. Тие покажуваат појавата на хиперкоагулабилност во организмот и опасноста од појава на тромб. Меѓутоа, во овој хаос од корона пандемијава, пациентите веќе избезумено проверуваат дедимери во различни лаборатории. Се проверуваат, буквално се во различни лаборатории, па во една лабораторија ми беа волку, во друга толку. Значи, треба без паники да ги проверите сите анализи, вклучувајќи ги и дедимерите кои што ги рековме, и истите лекарот треба да ви ги протумачи. Што ако се покачени, он во зависност од вашата состојба ќе ви даде терапија, никако на своја рака. И обично се препорачува, ако овие анализи сте ги правиле во една лабораторија, да ги правите контролата во исти, затоа што различни лаборатории имаат различни методи, различни референтни вредности. Тука настанува забуна, овде ми беа 200, тука ми се 500 и паника. Не смее да се ствара паника. Резултатите од сите анализи, па вклучувајќи ги и дедимерите, лекарот е тој што ќе ви каже дали треба да се прави корекција, дали треба да се примаат антикоагулантни, аспирин, ксарелт и така натаму, значи терапија, без и задолжително, како што реков, колку е можно, пациентот да ги прави во иста лабораторија или барем да праша методата во лабораториите да е иста. А испитувањето на дедимерите пост-ковид, кое што е уште поважно, ајде во ковид некако сите сме насочени, нели, испитување правиме и така натаму. Треба ли да има ли некаков показател дека
да речеме, треба да се испитаат дедимери, треба да се направи таков тип на испитување? Значи, пожелно е после веќе поминувањето на COVID да се направи уште една лабораториска анализа со сите параметри, за да видиме дали веќе организмот стигнал до некој нормален баланс, да речеме, лабораториски, и вклучувајќи во таа анализа, секако во тие лабораториски пакети за COVID влегуваат и дедимерите. И после после можеме да бидеме сигурни, да речеме сме прележале COVID, сме направили уште една генерално целосна анализа, после дали може ковидот да направи некакви компликации после 3 месеци? Од овие до сега сознанија кои што ги имаме. Пожелно е, значи, ковидот веќе да речеме, толку непозната. од режија исто дофрлуваат, има колега кој што неговата мајка пред 3 месеци прележала, па сега и се повторно покажани дедимерите. Значи, затоа реков, секогаш дедимерот не се покачува само при корона, значи тоа е параметар кој што се покачува и при разни други воспалителни и други состојби во организмот. Пожелно е, ако веќе бил покачен благо во текот на корона, во текот на лекувањето од ковид, дедимерите тие да се прават контрола по упатство на лекарот, да се прават на контроли по 3 или 6 месеци или една година. Значи лекарот е тој кој што ќе ве води. Сега ако пациентот на контролата после 3 месеци имал покачени дедимери, лекарот ќе му даде терапија и ќе му индицира кога пак да направи контрола на истите. Тоа е тој што ќе води и ќе пронајде причина зошто истите се покачили и ќе направи корективна терапија на... Сега на главната тема, односно антителата. Хаос се создада со испитување на антитела, од кога дознавме дека ако имаме антитела во крвта, тоа значи дека коронава сме ја прележале, а не сме знаеле, и дека тие не штитат и може слободно да живееме. Дали е тоа така? И се разбира што представуваат, која вредност се гледа на проверката на антитела, и сите тие детали околу антителата, да решиме таа мистерија. Значи, антителата, ИГГ антителата... Ја 4 пати проверував антитела, да видам до кај ми се, да знам што ќе се случи, дали втор пат ќе прележувам корона. Значи, антителата, ИГГ антителата се излачуваат ки пациентот кога ја прележал, значи, корона инфекцијата, или ако истиот се вакцинирал, ако пациентов се вакцинирал. Не постои се уште некоја гранична точна вредност, референтна, како што имаме референтна вредност за другиве параметри, гликоза, не знам, липиди. Не постои точна вредност колку имаме, колку треба да е вредноста на антителата за да бидеме заштитени, да речеме. Плюс, мислам, додатно на тоа, вирусот постојано мутира. ИГГ со вакцинирање, на ИГГ со вакцинирање ние добиваме антитела, испитуваме антитела на спајк протеинот. А вирусот постојано мутира, така да не значи дека ако имате одредена концентрација на антитела, тоа ќе ве заштити од повторна инфекција на веќе мутираниот вирус. Меѓутоа, иако немаме некоја точна вредност, обично се претпоставува некаде 15-20 пати над нормалата, сепак голема концентрација на антитела представува добар показател за заштита на пациентот од повторна ковид инфекција, или пак ако истата ја има, многу полесно да помине самата реинфекција. Знаеме дека постојат пациенти кои што се зависи од имуниот систем, меѓутоа кои што многу полесно ги минат самата болест, дури како обична настинка. Значи, колку е поголема бројката, толку е подобро. И треба често да се ја прави, односно на своја рака луѓето, пошто нели антитела може да види колку има концентрација. Апсолутно е непотребно толку често правење сега секој месец на антитела. Пожелно е после прележувањето, некаде обично 3 до 4 недели, значи 1 месец после прележувањето, да се проверат, и тие константно паѓаат. Така. Значи, посебно ки постарите пациенти со хронични заболувања, кои што се имунокомпромитирачки, кои што имаат опасност ако добијат реинфекција, пожелно е да направат после неколку месеци уште една контрола, ако истите се паднати на некое си ниво негде 5 до 10 пати над нормалата, да добијат трета или бустер доза. Да.
Добро. Тука на најинтересното мораме да завршиме. Времето ни истече, но благодарам Александра и ви посакувам успешна работа и понатаму борба со COVID-19 општо сите во Жан Митрев клиниката и ќе се видиме некоја следна прилика. Има бога ми за што да се зборува и што не споменавме и граѓаните се разбира ги интересираат овие информации. Да, има многу во лабораториската анализа, има огромна тема на разговор, значи постојат многу анализи и постои една така добра, можем да наречем дека лабораториската анализа токму еден вид огледало на нашето здравје. Да. Затоа не треба многу време, не треба посебни припреми, затоа е препорака секој па и здрав човек барем еднаш до 2 пати во годината да направи крвна анализа, ќе потроши малку време, меѓутоа ќе добие многу.